Уште 2 недели преостануваат од великденските пости. Голем дел од граѓаните се подложни на пост или откажување од мрсната храна, млеко, млечни производи и месо, колку таквата промена влијае благотворно на човечкиот организам, што конкретно се случува со човековото тело за време на постите. Доктор Светлана Трифуновска, доктор по семејна медицина, вели дека ваквата исхрана е позитивна за организмот, се додека не се претерува. Постот особено им годи на болните од дијабетес и на оние со висок притисок и масноти во крвта. Во принцип, многу е здраво да се храниме, значи со помало количество на калорична храна, да се избегнуваат мастите и некои други тешки храни. Се разбира дека е тоа благопријатно на организмот, се додека не трае многу голем период и додека не се претера. Значи, се што се претерува не е добро. Како делува на организмот едно такво испустување од одрекнување од месо, да речеме, и од млечни производи, посебно од помасната храна. За организмот делува многу благопријатно, особено кај тие пациенти што имаат заболувања, например, кај кардиоваскуларните заболувања, мозочни удари, инфаркти, постинфаркти, постентови состојби, исто така кај пациенти што имаат дијабет или кај пациенти што се очекува дека генетски се предиспонирани, па можат да добијат дијабет. Медицински е докажано дека со исхраната може да се намали и крвниот притисок и да се намали нивото на шеќер во крвта, со тоа да се избегне дијабетесот како многу честа болест. Исто така може да се намалат сите оние масни состојки во крвта што ни ги зголемуваат ризиците од кардиоваскуларните болести, па со тоа да се намали морбидитетот и на крајна линија морталитетот, смртта од кардиоваскуларните заболувања. Значи, во принцип, во глобала, една ваква исхрана многу благопријатно делува на организмот. Само пак кажав, не треба во ништо да се претерува. Во која смисла го кажувам претерувањето? Значи, еден пациент што ви е на диета, што избегнува производи од животинско потекло, да речеме, долг период, може да се случи да е гладен, па да почне да претера, да речеме, со лебот, со житните производи. Па тука пак добиваме еден друг ефект на организмот преоптеретено со други прехранбени производи. Трифуновска посебно апелира до граѓаните да внимаваат по завршувањето на постот, постепено да се прилагодуваат на враќањето на старата исхрана и да не претеруваат. Сите производи од животинско потекло, знаете, кај нас се конзумира прво јајцето во тој период, да не се внесуваат големи количини на производи од животинско потекло, месо, јајце, млечни производи. Значи, тоа да оди во некој стадиум полека да се внесува, малце по малце, секој ден, затоа што може да тоа представува како еден шок на организмот, после долго испостување, вие да внесете, да кажем, некоја количина на јајца, па тоа во жолчката имате многу холестерол и како бомба на организмот му представува и медицински после ние имаме големи проблеми со таквите пациенти. Еве ова нека послужи како апел да размислуваат сите луѓе што постат, да си го прилагодат полека начинот на исхрана на тоа што бил. Трифуновска вели дека често се случува да има поголем број на пациенти кои се јавуваат на лекар за време на великденските празници. Таа истакна дека заради претераната конзумација на мрсна храна и јајца може да дојде до многубројни несакани последици, дури и до срцеви и мозочни удари.